Почитувани представници на медиумите, отчетноста и транспарентноста во работењето се одлика за ВМРО ДПМН. Измина третата година од одржувањето на последните локални избори, а со тоа и третата година од нашиот мандат како градоначалници. Изминатиот период од 3 години во општина Газибава работевме одговорно, честно и посветено на реализација на што повеќе проекти. Работа што создава дела. Реализирани или започнати со реализација се 520 нови проекти. Изградивме 34 километри нова мрежа на фекална канализација. Секој домакинство во населените места Смилковци и Страчинци добија приклучок на фекална канализација, додека во населените места Црешево, Гоцеделчев, Чукурмаало, Трубарево и Румлери во тек се постапките за реализација на последните фази по кои и во овие населени места секој домакинство ќе добие приклучок на нова мрежа. Изградивме 2 нови училишни спортски сали за учениците од Булачани и Стајковци. Започнавме со изградба на нова училишна зграда за учениците од Крстен Мисирков во Ченто. Градиме и нова детска градинка за дечињата од Трубарево. Сите 6800 ученици и оваа година добија бесплатна училишна униформа. Ги стипендираме талентираните ученици и учениците спортисти. А секако, не ги заборавивме ниту учениците со посебни образовни потреби, за кои покрај стипендиите отворивме сензорни соби, реализиравме бројни програми и активности врз основа на кои општина Газибава е прогласена за најинклузивна општина во Македонија. Историски развој бележи спортот во општина Газибава. Изградивме 27 спортски терени на најсовремена тартар подлога, 6 фитнес зони, 4 спортски терени на подлога од вештачка трева и 2 спортски терени со различни спортски содржини во Стајковци и хиподром. Рекордно високо ниво се инвестициите кои ги реализираме во подобрување на патната инфраструктура. Асфалтиравме повеќе од 150 локални улици на површина од 70.000 метри квадратни, а изградивме пешачки патеки со павер елементи на површина од 30.000 метри квадратни. Денес, за разлика од пред 3 години, нема населено место во општина Газибава кое нема питка вода за пиење. Го решивме проблемот со водоснабдување на жителите од Брњарци и Раштак. Не ги заборавивме ниту нашите најмлади жители на општината. За нив изградивме 50 детски катчиња со најсовремени реквизити за детска забава, а за највозрасните, нашите пензионери, отворивме клубови за дружење во Стајковци и Инџиково, а за неколку денови од денес ги отвараме и клубовите во Смилковци, Колонија и Маџари. Воведовме субвенции за граѓаните за набавка на сончеви колектори, инвертер клима уреди, велосипеди, тротинети, печки на пелети, како и чистење на оџаците и вградување на уреди за течен нафтен газ во автомобилите. Општина Газибава е првата општина во Македонија која 100% ги покрива субвенциите на граѓаните за стерилизација на домашни миленици како прв чекор за системско решавање на проблемот со бездомните миленици. Воведовме мерки со кои доделуваме и 5000 денари за секој новороденче и 3000 денари за секој прваче. Изградивме нови зелени паркови на површина од 25.000 метри квадратни, а во моментот градиме нов мегапарк на површина од 10.000 метри квадратни во Хиподром 2. Едноставно, нема област во која во изминатите 3 години не се реализирани нови проекти. Но тука нема да застанеме. Пред нас е уште една година од мандатот во која следува реализација на уште голем број на проекти, кои значително ќе го подобрат животот на граѓаните на општина Газибава. Дадените ветувања се реализираат, а проблемите на граѓаните се надминуваат. Нашите зборови прераснуваат во дела, бидејќи граѓаните тоа го заслужуваат.